Херојски пречек за украинскиот председател Володимир Зеленски во Варшава, неговата прва посета во полската престолнина, откако Русија ја започна војната против Украина. Слава за Украина на собраните во Кралскиот замок го извикуваа познатиот слоган, што стана символ на отпорот на Украина среде руската инвазија. Украинскиот лидер на подиумот одврати слава за хероите. На собраните им се обрати на украински и на полски. Слава Україні! Вітай Варшаво! Вітай Польско! Слава за Украина, слава за хероите. Поздрав до Варшава, поздрав до Полска. Големата полска нација е големата украинска нација. Ние сме рамо до рамо, заедно на овој плоштад, сплотени со духот на слободата. Зеленски се заблагодари на Полска за лидерството во поддршката за Украина, нагласувајќи дека е клучно да се действува сега, за да се запре руската агресија. Треба лише не зупинятися у солидарност. Важно е да продолжиме да бидеме обединети. Кога на битката е потребна артилерија, таа мора да се обезбеди. Кога за победа требаат тенкови, нивниот татнеш мора да се слушне на линијата на фронтот. Кога на независноста и треба воздушна поддршка, не гледајте каква ќе биде реакцијата на Русија. Полскиот председател Андреј Дуда посочи дека Полска дава пример за солидарност и партнерство. Ukraina potrzebuje wsparcia. Potrzebuje dalszych dostaw nowoczesnego uzbrojenia. На Украина и треба поддршка, и треба снабдување со модерна воена опрема. Полска е и ќе остане еден од лидерите со ваква поддршка. Ние добро знаеме, тие кои се го бранат својот дом, кои ја бранат татковината, на нив им треба поддршка и нема време за чекање. Аналитичарите од Килскиот институт на светска економија, германски think tank, велат дека Полска е четвртиот најдарежлив донатор за помош за Украина во однос на незиниот бруто домашен производ по балтичките земји и сето тоа во силно партнерство со САД. Портпаролот на Полското министерство за надворешни работи Лукаш Јасина укажува на нов сојуз кој започна од почетокот на војната. Firstly, there was no American. Пред војната немаше американско-полски американец, украинско-американски полски односи. Сега тој триаголник е факт. Триаголник за оружје, за економска помош за Украина, триаголник за политичка поддршка за Украина. Нема да има патување на господинот Зеленски во САД без полска помош и нема да има пренос на оружје без полска поддршка. Полска на Украина и дала повеќе од 270 тенкови. За време на посетата, Полска вети дополнителни 4 борбени авиони МиГ, со што се отвора можност западните држави да ја обезбедат на Украина борбени авиони. Посетата на Зеленски во Полска во средата дојде откако Украина се подготвува за голема контраофанзива. Единствениот начин да се запре војната, според советникот на Полското министерство за надворешни работи, Бжемислав Граевски, е Украина да победи. There is the common conviction in Poland. Постои конвенцијално убедување во Полска дека единствениот начин за да се стави крај на војната е да се победи Русија, не бидејќи е лесно, туку ако Русија не е победена, војната нема да заврши. За да се избегне следната војна, тој смета дека Западот мора да распореди сили на границата на Украина и Русија, откако Украина ќе ја заземе незината територија.